А сега да дознаеме нешто повеќе за така наречената апитерапија. Во тоа ќе ни помогне нашиот гостин, кој ова утро специјално за нас и за вас пристигна од Гевгелија. Добро утро, Кристијан. Добро утро, Иван. Верувам дека ќе биде ова интересна тема. Јас сега малку нешто читнав, ама премалку сигурно многу повеќе ќе објасните. Ирена, повели. Фала, Искра. Како што кажа Искра, благодарам Кристијан што допатува од Гевгелија, специјално за овој наш разговор. Редно е сега да те представам, Кристијан Алчинов. Долгогодишен пчелар, апитерапевт и собственик на апитераписки центар Ристо Алчинов од Гевгелија. Ке зборуваме за апитерапијата. Ова е нешто ново кај нас, односно вие веќе неколку години се занимавате исклучиво со апитерапија. Меѓутоа, единствени сте во Македонија кои што ја правите апитерапијата на баш својствен начин, ќе објасните како. Меѓутоа, имате долгогодишна традиција, семена традиција од 150 години постоење на пчеларската фарма Алчинови. 1878 година започнувате, тоа е од вашиот прапрадедо, па пета генерација, ми кажавте, сте вие и вашиот брат, кој што го продолжувате тој семеен бизнис или таа семена традиција, да сега пред неколку години отворите и апитерапевски центар. Како започнува, Кристијан, вашата долгогодишна, 150 години стара фамилиарна традиција, пчеларска традиција? Најнапред благодарам за поканата да присуствувам овде. Толкогодишната традиција потекнува од село Конско, тоа е во падините на Кожов планина, од нашиот прапрадедо Ристо Алчинов од 1878 година, кај што тој прв уловува диви пчели и ги населува во примитивни живеалишта, односно трмки. Понатаму, по неговиот син, нашиот прадедо Трајко Алчинов, кој што бил воденичар и се преселил во Гевгелија тогашна, продолжува со својата активност и како хоби пчеларството, претежно за сопствени, семејни потреби, но како примерни производи мед и восок, кои што биле со многу векови познати. Тука е важно да напоменеме дека тој во 60-те години прв ги носи модерните кошници на пчели, тоа е со променливи рамки, каде што ги набавува од Германија со железнички транспорт. Понатаму нашиот дедо, кој бивш главен санитарен инспектор во поранешна СФРЈ на цела општина Гевгелија, продолжува со работата и можеби најзначајниот се уште дел и прогрес во пчеларството наше семејно го прави нашиот татко Трајко Алчинов, кој што ги усовршува селењето, односно номадското пчеларење, прави платформи и го усовршува тој систем на активно и професионално пчеларење. И сега тоа го продолжувате вие и вашиот брат, каде што сте долгогодишни пчелари и двајцата, меѓутоа воведувате апитерапевски центар. Ке зборуваме секако за тоа, ама сега сакам да ве прашам вашата фарма, така е наречена пчеларска фарма, кои се производи ги има? Еве, вие донесовте и кај нас дел од вашите производи, тоа е прополис, тоа е мелемот за кожа, медот, вие ќе си кажете што друго произведувате. Покрај примарните производи од пчела кои што доаѓаат, тоа се медот, пчелниот восок, поленот, прополисот и матичниот млеч. Продолжуваме и со малку понапредните, односно по софистицираните пчелни производи, тоа е пчелниот отров, кој што го произведуваат пчелите и ние го екстрахираме. Понатаму сите нус производи кои што можеме да ги извадиме од пчелата, во кој што спаѓа и нашата услужна дејност апитерапијата, како и сите природни билки при нашето селидбено пчеларење, кои што можеме да искористиме целата природа, да ги создадеме некои од нуспроизводите кои што ги имаме на нашата палета. Тоа се мелемот, да, како една клучна наша производ за дермална употреба, но ќе го издвојам прополисот со стара наша рецепта, која што се чува во нашата фамилија, кај што го напредуваме и самиот производ е докажан и активен во превенцијата и суплементацијата во лекувањето. Ете така. Сега полека стигнуваме до она што е
повод за вашето гостување овде, а тоа е АПИ, терапевскиот центар Ристо Алчинов од Гевгелија. Единствени сте во Македонија кој што правите АПИ терапија. Прво би сакала за гледачите да објасните што е тоа АПИ терапија. АПИ терапија е една гранка од алтернативната медицина која што опфаќа превенција и суплементација во лекувањето на многу состојби на организмот со пчелните производи, како примарните, така и нус производите. Овде може да ја акцентираме АПИ инхалацијата, која што е вдишување на пчелин воздух директно од кошницата со пчели и помагање во сите пулмонални проблеми, односно состојби кај организмот, односно опаравање на сите дишни патишта во целост. Одат веќе фотографии. Нашите гледачи може да ги видат. Тоа е како изгледа вашиот терапевски центар, така? Вие сте и АПИ терапевт, така? Така. Ке ми кажете што значи АПИ терапевт сега? Ама по професија сте По професија електротехничар. Електротехничар, ете така. АПИ терапевт е една симбиоза од пчеларството и медицината. Што значи да човек биде АПИ терапевт, тоа значи дека треба темелно и детално да го познава животот на пчелите, нивното одгледување и нормално одржувањето на нивната здравствена состојба, понатаму за да направи таа суплементација кај човекот, односно да ги познава состојбите кај човековото здравје. Претежно ние не може да се наречеме пулмолози, но може да се наречеме пулмонаути. Тоа е пулмонаутика, каде што навлегуваме во темата за дишење, односно целиот респираторен систем, почнувајќи од горни и долни дишни органи, и целокупното работење наше е за суплементација во благосостојбата кај нашите пациенти. Да. Вие кажавте дека целата оваа АПИ терапија значи почнува од инхалација, впрочем, така. Меѓутоа не е инхалација од производите, туку е од воздухот кој што во кошничата каде што живеат пчелите, така? Ако ве разбрав добро. Под АПИ терапија може да ги ставиме и конзумацијата на пчелните производи, пчелни убоди, третирање на некои одредени болести и состојби кај луѓето со некои билки и етерични масла, но АПИ инхалацијата е особено интересна, бидејќи е нова метода, да речеме, на искористување на бенефитите од пчелите, и тоа е тоа кое што е клучно сега, кое што треба да го пробиеме ледот, да речеме, и луѓето да пристапат кон тоа е значи инхалација, така? Така. Инхалација од здраво пчелно семејство, така? Апсолутно. Тоа е воздухот во кој што од кошничката каде што живеат пчелите. Така е. Така. И со тоа се прави АПИ терапевски третман. Како изгледа еден АПИ терапевски третман? Колку време трае? Колку пати неделно се препорачува? АПИ инхалацијата се одвива во специјализирани простори кои што се нарекуваат АПИ комори. Во тие АПИ комори ние имаме пчелни семејства, каде што пациентите седнуваат позади нив, има цревце со маска, каде што тие ги ставаат на својата уста и по техника на дишење, тоа е тумотехниката, вдишување на нос, издишување на уста, се прави АПИ инхалацијата. АПИ инхалацијата е во времетрајање 45 минути максимум и тоа е еднаш дневно. Нормално ние секој ден? Пакет терапија. Тоа сакам. Пакет терапија кој што во зависност од состојбата на пациентот се одредува по наша препорака колку АПИ инхалации треба да направи човек. Што во суштина е АПИ инхалацијата? Тоа е испарувањето од сите пчелни производи, почнувајќи од медот, прополисот, поленот, матечен леч пчелниот восок и 0,03% пчелин отров, кој што го имаме како една хомогена смеса во пчелната кошница, вдишување на тие аеросоли, со еден збор наречени аеросоли збогатени со флавоноиди. Вдишувањето на нив во нашиот организам, понатаму ќе објасниме колку бенефити има за нашето здравје. Сега, кога некој човек е подложен на оваа АПИ терапија, да кажам, може да прима и друга терапија? Или, например, ако станува збор за бронхит? Дали може да се излечи само вака или
може и она што го прави традиционалната медицина. Затоа ние секогаш напоменуваме дека ние правиме суплементација, односно апитерапијата е суплементација во лекувањето. Во никој случај не се исклучува конвенционалната медицина така. и тука да напоменеме дека не се штетат едни на други терапиите. Зошто? Апинхалацијата е 100% природна терапија. Да. Што значи ние како луѓе немаме воопшто никаков допринос, некаков плюс, односно со некои хемии или препарати, во тоа туку чисто како е пчелниот воздух од пчелната кошница, така човек го вдишува. Да. Сега кои се бенефитите, кои се придобивките од апитерапијата? Претпоставувам дека се многу, корисни се и како превенција и кога веќе постои некое акутно заболување, така. Почнувајќи од најблагите симптоми или состојби, да речеме на задна нос, воспалени синуси, крајници, па до малку потешки случаи, како што се некои случаи кои што ќе ги напомнам после како примери, кои што се кулминација на нашето работење и суплементација во лекувањето, но што прави во суштина пчелниот воздух? Како навлегува во нашето тело, почнувајќи од навлегување во синусите, регулација на микрофлората во устата, понатаму крајниците, преку трахеалната карина навлегува во бронхите и алвеолите, што 100% ги обновува. Тоа е најголемото значење го има матичен млеч и прополисот. Понатаму, со тоа што 100% ќе се изрегенерираат бронхите и алвеолите, со тоа може до 40% се зголеми белодробниот капацитет. Понатаму тие аеросоли збогатени со флавоноиди по пат на дифузија преминуваат во крвотокот, каде што ги подобруваат сите кардиоваскуларни системи, го заекнуваат срцевиот мускул и влијаат директно на имунитетот за да го подигнеме да тоа биде на едно здраво и високо ниво. Одлично. Сега сакам да ве прашам кај кои состојби, кај кои заболувања се препорачува апитерапевскиот третман? Почнувајќи од благи локални пролетни поленови алергии, до астма, бронхит, да одим и понатаму, тоа е бронхопневмонијата, до нашите случаи кај што имаме кулминација, тоа е имаме кај бактеријата псевдомона аерогиноса. Лекарите добро знаат дека таа е бактерија која што многу тешко горе-долу невозможно е да се излекува со антибиотици и луѓето многу страдаат од таа состојба. Понатаму кај што имаме уште еден важен исчекор, конкретен пример е кај ситноклеточниот канцер, каде што кај пациенти со таква диагноза ние сме го суплементирале здравјето, односно подобрувањето на таа состојба и вродило со резултат, поготово и претежно заради прополисот, односно испарувањето од прополисот кој што ги има во пчелниот воздух. Кристијан, ми се наметнува едно прашање бидејќи спомнавте кај алергиите. Има луѓе кои што се многу алергични, поготово овој сега пролетен период на полен. Так. Дали тие смеат да ги прават овие апитерапии? Тоа е едно од најчесто поставуваните прашања и да, апсолутно, не само што може, туку и треба. Не само што нема да наштети, туку и ќе помогне. Зошто? Ние сме алергични на таа хомогена смеса од надвор кога ја примаме тој воздух заедно со полиновите честички. Но тоа е загаден воздух и загадена таа околина која што ние ја примаме. Во пчелното семејство самите пчели држат високо ниво на хигиена и тие полинови честички кои што ги имаме во пчелното семејство се горе-долу чисти, односно прочистени од секакво загадување. Кога ги примаме тие не се во толкав голем број и промешани со другите материи за да направат проблем, односно реакција кај нас во организмот, туку се во доволен број да телото ги детектира и постепено да направи антитела за тие антигени, што значи може да се излекуваме за тие поленови алергии. Има многу прашања сега, како подпрашања, ама да не ни отиде сега разговорот во друга насока. Сакам да ве прашам околу превенцијата. Дали се користи апитерапијата, апитретманот како превенција, значи за повисоко ниво на имунитет, за да не дојде до некои заболувања? Почнувајќи од основните
начини кои што можеме да ја пременуваме апитерапијата во целост, тоа е конзумација на пчелните производи, бидејќи за жал во денешно време човекот, ние луѓето сме скршнале од таа патека на природното и барајќи го нашиот лек и благосостојба во природата, туку живееме едно така хаотично, динамично време, каде што бараме само зацкривање на симптомите од претежно од фармацијата. Но што може да направиме? Дневната конзумација на пчелни производи дефинитивно ќе ни направи огромна превентива во Например, мед, така? Например, мед, например, прополис. Да напоменеме за прополисот дека тоа е природен антибиотик. Да. Но во споредба со фармаколошките антибиотици, прополисот може да го користиме секој ден до крајот на нашиот живот и нема да створиме резистенција на него. По колку капки? Ако е секој ден, како превенција? Кога е капки, имаме 10 до 15 капки 3 пати на ден. Кај возрастни луѓе, кај деца од 5 до 10 капки. Кога сме спреј, кога конзумираме како спреј, тоа ќе имаме 3 пати на ден по 3 прснувања. Значи полесно, поедноставно со спреј. Ова е сега вака. Сега моментално сте во Гевгелија. Така, тамо ви е, да кажам, местото каде што ги правите овие терапии, односно кажавте дека има специјални комори, така, каде што се врши апи комори, каде што се врши инхалацијата. Ова е новина и во светот, така, овој тип на инхалација или веќе во светот се практикува, а вие сте нови и единствени моментално на македонскиот пазар, така? Да дадеме една кратка хронологија за апитерапијата. Човекот уште од античко време, уште во Стар Египет, ја користел апитерапијата, односно вдишувањето на тие аеросоли. Во околу 70-те години во Русија почнува да се практикува како применета кон луѓето и за пошироката јавност. Понатаму трендот нели се шири кон Централна Европа. Словенија е една од водечките, да речеме, од бившите југословенски републики во апитерапијата. Конкретно, ние во Македонија не сме нешто многу подалеко, значи држиме чекор, што тоа е добро, и во пчеларството генерално, но и во гранката апитерапија. Ние сакаме да создадеме, значи, еден холистички пристап кон нашите пациенти, да тоа бидат гледани во целост нивната благосостојба, нивниот организам и да понудиме соодветно решение и суплементација во лекувањето кај разноразните состојби. Така. Кои ви се идните планови? Претпоставувам, би сакале да се проширите можеби во останатите градови низ Републикава, можеби во Скопје, како еден сега нели метропола, главен град на Македонија. Така. Како ви се плановите? Моментално сме стационирани нели во нашиот матичен град Гевгелија. Во Гевгелија сте, така, баш во градот, не сте така. На периферија на градот ни се наоѓа апи комората. Нормално плановите ни се да ја прошириме дејноста, да одиме понатаму. Веќе сме во почетна фаза да отвориме и апи комора во Скопје. Зашто овие 4 години кои што работиме 4 сезони, увидовме дека огромна е потребата на луѓето од Скопје, поготово во ваква средина, да имаат некој ако прибежиште, односно да ја офатат алтернативната медицина и пред се превенцијата од заболување. Апитерапијата се изведува во цело време, значи во текот на сите годишни времиња или има кога е поинтензивно, например есен зима? Во лето може би малку помалку? Апи инхалацијата не се применува само во зимскиот период, тоа е кога пчелите се во хибернација, односно мируваат, но веќе штом отвори пролета, нели почнат да се раздвижува. Да, апсолутно, преку целото лето и есента до касна есен, поготово и Гевгелија, зашто ни е топла, до октомври месец. Имам уште многу прашања, само ќе кажеме дека се препорачува за деца од 2 години па нагоре, така? Тоа го зборевме пред да влеземе овде во студиото. Кристијан, многу ви благодарам што дојдовте ова утро кај нас. Се надевам дека ќе има повторно можност и би сакала повторно да дојдете, бидејќи имаме уште многу прашања кои што би требало да ги одговорите и има навистина огромен интерес, претпоставуваме, ве кажувате и самиот и скопјани и гевгеличани и од цела Македонија доаѓаат кај вас. Ви посакувам среќен пат назад за Гевгелија и се надевам повторно ќе бидете наш гости. Ви благодарам и вам. Уште еден апел до настраданите лица од Кучанскиот пожарот во Кочани, а тоа е АПИ центарот наш, нуди бесплатни услуги на сите повредени, без разлика дали тоа се благи повреди или некои посериозни, да
го прочистат својот респираторен систем од вдишувањето на чадот и нормално се што треба ние да суплементираме овде. Така. Да, благодарам Кристијан за учеството.